Добродојавте во уште една епизода на Комкаст, подкастот посветен на медиуми, маркетинг и нормално технологија и култура. Односно, со други зборови, подкастот кој што е посветен на дигитална трансформација. Да, овие 10 епизоди, оваа денеска ќе биде втора, што ја слушате, всушност се посветени на дигитална трансформација. Решивме дека ќе се посветиме малце повеќе да ја разглобиме и во детали да ја разгледаме и продискутираме оваа тема, затоа што е и текако важна и текако се присутна во нашето секојдневие. Овој серијал е реализиран во соработка со A1 Македонија, компанијата која што има најбрзата мобилна мрежа на територија на Република Македонија. Нормално потврдено од сомерењата на АЕК. И токму од A1 ни доаѓа првиот гостин во овој серијал, гостин кој што на моје особено задоволство го имаме на самиот почеток на овој серијал, затоа што всушност доаѓа од еден оддел во компанијата во кој што верувате или не, а верувам дека многу лесно ќе се согласите, е на најголем удар континуирано. Ни доаѓа Борче Ѓорѓевски, човекот кој што е одговорен на секторот за грижа на корисници во A1 Македонија. Борче има долги години искуство работа во секторот за грижа на корисници, во претходни во различни телекоми и цело време последните 10 години е баш во тој сектор. Сектор кој што веројатно под влијание на нашите нови навики, нови потреби, нови комуникацијски канали кои што ги предпочитаме, всушност трпеше многу промени и трпи се уште многу промени. Со сегмент, со сектор во компанија која што најбрзо мора да се адаптира на промените. Со Борче разговаравме на долго и на широко и на моје особено задоволство допревме некои интересни теми во кои што тие особено многу имаат искуство. Во поглед на промена на културата внатре во тимот, во промена на начинот на обврските и начинот на работа на неговите колеги и нормално во промена на алатките и технологиите кои што се користат за да одговорат на потребите. Зборувавме и за вештачката интелигенција, зборувавме за автоматизација, меѓутоа зборувавме за новите типови на работни места кои се отвориле во неговиот сектор. Сподели доста интересно и корисно искуство, се надам дека ќе уживате во разговорот еднакво колку јас. Нормално, пред да го започнеме разговорот со Борче, мене ми е ред да ве замолам, односно да ве охрабрам да кликнете лайк, не дислайк, ако го гледате на YouTube, или да не заследите или да се претплатите ако го правите тоа или го слушате или не гледате на некои од другите аудио платформи. Комкастот е достапен на YouTube, тоа веќе го кажавме, достапен е на Deezer, достапен е на Spotify, достапен е на iTunes, односно Apple Podcast, Google Podcast и на Anchor. Секако може да се претплатите на комуникација.нет, во кој што покрај известувањата за новиот подкаст, кој што излегува секој четврток, ќе добиете известувањата за прегледот во петок, кој што јас и моите колеги неуморно го подготвуваме секоја недела за вас. Уживајте во муабетот со Борче. Борче, ти благодарам што си гостин во комуникација подкастот, односно Комкастот наш, и во најавата веќе кажав дека ти си еден од луѓето кои што имаат многу, можеби и скоро најмногу искуство во работа со грижа за корисници. Веднаш би преминал на првото прашање. Значи, раководиш со одделот во кој што помалку или повеќе во најдиректна комуникација со корисниците. Имаш долгогодишно искуство. Те молам, ако успееш на кратко да ми кажеш како се менуваше искуството и предизвиците низ годините. Па да, можам да кажам дека негде повеќе од 10 години сум во грижа за корисници. Завршив факултет, се вработив и почнав како агент за поддршка на корисниците, тука и останав долг период. И кога ќе погледнам наназад ретроспективно, можам да го видам целиот тој процес на промени, кои што како се менуваше технологијата, се аплицираа исто и кај навиките, однесувањето и потребите на корисниците. Кога почнував, немаше ни смарт телефони во тој период, така што и најголемиот дел од прашањата и потребите на корисниците беа поврзани со voice. Значи телефонски разговори, пакети за бесплатни разговори, меѓутоа како се менуваше технологијата, приматот веќе го зема интернетот, каде што најголемиот дел од интеракциите се однесуваат на прашања поврзани со интернет, пакети, девајси 3G, дојде 4G, чекаме 5G, исто така роамингот стана актуелна тема, меѓутоа се променија и очекувањата на корисниците од грижата за корисници. Може би на времето беше нормално корисник да добие одговор на мејл за 24 часа, меѓутоа денес
тие очекувања се променети. Корисникот очекува веднаш да добие одговор и да добие целосен одговор уште при првиот контакт. Токму затоа стана и таа грижа за корисници императив, мислам дека на секоја компанија денес. Што значи, нели, доста од компаниите денеска, особено под капата на дигитална трансформација, велат ние сме user-centric компанија, за нас корисникот е во центарот на комуникацијата, и тоа им е како некаков тип на парадигма која што ги носи да се преструктурираат, да се реорганизираат внатре. Што за вас на оперативно ниво значи тој пресврт? Па нашата максима е било која активност што ја превземаме, да ја работиме имајќи го на ум искуството на корисникот. Дали таа активност ќе има некаков импакт позитивен или негативен кај корисникот, така што потребно е да ги разбереме потребите на корисниците, да се ставиме во кожата на корисникот за да знаеме што да понудиме, дали од продукт, дали од сервис, дали од грижа за корисници. Не секогаш она што ние го имаме како визија за тоа што го сака корисникот е тоа вистинското што корисникот и го бара од нас. Баш едно последно истражување на SuperOffice, кое што беше, мислам дека минатата година, беше базирано евалуација на грижата за корисниците и беа вклучени околу 1000 компании. 80% од компаниите одговорија дека сметаат дека имаат одлична грижа за корисници, меѓутоа само 8% од корисниците го потврдија тоа. Тестот беше многу едноставен, со 2 имейл пораки испратени до компаниите. Првото прашање беше каде на вашиот веб можам да најдем информација за промоции, второто прашање беше дали имате контакт центар број да ми дадете. Околу 50% од компаниите не одговорија на мейлот, другите, мислам, не го знам точниот процент, одговорија само парцијално, само на едното прашање, што значи дека фелнаа на двете основни параметри што се за грижа за корисници. Првото е целосен одговор и второто е response time. Така што она што сега ја прави разликата на пазарот е токму грижата за корисниците, затоа што цените се горе-долу исти кај компаниите од одредена индустрија, технологијата е горе-долу иста, она што ги дистанцира на пазарот и ја прави разликата, тоа е токму грижата за корисниците. Дали под влијание на дигитални канали за комуникација, под влијание на социјални медиуми и така натаму, се зголеми бројот на поставени прашања, се зголемува бројот на условно речено изведување, во смисол на клиентите се за се нешто да сакаат да те искомуницираат, за се нешто да сакаат да те прашаат. Дали стануваат помрзливи генерално, па сикаат чекај сега јас ќе прашам негде нешто, некој ќе мора да ми одговори, или едноставно благодарение на тоа што да речеме се обидува како компанија и секоја компанија се обидува да обезбеди доволно информации достапни на друго место, се обидуваат и наоѓаат решение негде на друго место, па помалку ве замараат. Па можам да кажам дека спомнав во годините наназад дека се менува навиките на корисниците, се менува корисниците од аспект на начин на кој што сакаат да дојдат до информација. Поновите генерации, посебно генерација Z, не практикуваат толку телефонски да разговараат. Полесно им е да пишуваат и да куцкаат и го одбираат тој начин на комуникација. Така што интеракциите на социјалните мрежи, интеракциите на другите дигитални канали енормно се зголемија во претходниот период. Можам и примери да спомнам, нашата мобилна апликација Мојот А1 бележи околу 500.000, значи пола милион логирања во месецот. Со Славчо разговараат околу 50.000 корисници месечно, така што има навистина голем број на интеракции на овие дигитални канали. Меѓутоа и корисниците имаат желба да прашаат во било кое време различно прашање кое што во тој момент им е најбитно. Не е дека нема повици во контакт центар, не е дека нема интеракции на офлайн каналите, меѓутоа може, ако направиме некоја споредба, околу 88% од корисниците
практикуваат и онлайн канали покрај офлайн комуникацијата. Се променува ли природата на информациите и очекувањата што тие нели сака да ги видат? Дали да речеме ке помладиве практикуваат и сам кажа нели асинхрона комуникација, чет и слично social media и така натаму, меѓутоа дали се понетрпеливи, дали прашуваат по базични работи затоа што се мрзливи можеби да го најдат тоа на вебсайт или каде и да го има. Тука баш имавме дискусија околу поставување на лайв чет на нашата веб страница, што ако го изложиме лайв четот толку напред, да не ги направиме корисниците и помрзливи да пребараат информација на веб, затоа што многу полесно е веднаш да прашам и дека ќе ми одговори некој. Да, очекувањето е дека ќе најдам одговор и ќе добијам одговор веднаш. Во однос на типот на прашања, многу често при користење на онлайн алатките, доколку корисникот не може да се снајде, знае да праша. Пример, не си ја знам лозинката за најава на мојот еден, како можам да направам нарачка на мобилен телефон преку вашата продавница и слично. Така што многу е различен диапазонот на прашања и многу е расплинет тој број на интеракции по различни канали. Знам дека вложувате доста во таа база на информации, база на ресурси кои што се често поставени прашања, видео туторијали и така натаму на вашиот вебсайт. И прашањето ми е кога ќе дојде некој со прашање, која е политиката? Значи им ги одговарате прашањата или ги упатувате онаму каде што веќе ги има ресурсите за да може помалку или повеќе да ги научите корисниците дека следен пат можеби и не треба да го постават прашањето дека се е лесно достапно, преджвакано, соджвакано и така натаму. Мора да сме на чисто дека дигитализацијата не се случува преку ноќ. Треба многу време и за да се развијат нови алатки и да се овозможи автоматизација на одредени процеси. Меѓутоа, од друга страна, преку ноќ ниту корисниците можат да се едуцираат за да ги прифатат тие промени во технологијата или да се навлечат на одреден дигитален канал. Така што нашата стратегија беше да одиме со развој на дигитални алатки, меѓутоа од друга страна да им помогнеме на корисниците за да им ги доближиме тие алатки, да сватат дека тоа не е ништо страшно или не е нешто премногу комплицирано, за да не се одвратат од идејата да го користат тој тул. Така што од друга страна императив ни е премиум корисничко искуство. Секое прашање одговорено независно на кој канал ни се обратил корисникот. Меѓутоа, нашите агенти за поддршка секако комуницираат дека ова прашање во иднина многу побрзо и полесно може да го добијат на некој од другите дигитални канали. Ги упатуваме да користат мобилната апликација, ги упатуваме да разговараат со четботот, така што во паралела работиме на едукација и доближување на другите алтернативни начини кои што во главном се дигитални, преку кои што корисниците може да до информацијата. Спомна бројки колку луѓе користат апликација, колку стапуваат во контакт преку различните други канали со вас и со грижата за корисници. Ме интересира, да, тој број расте, меѓутоа дали расте и процентот учеството во вкупниот број на интеракции на контакти што ги имаат луѓето. Дали тоа е на сметка на телефонските повици, на сметка на влегување во салони и така натаму, или едноставно расте компанијата, расте бројот на потреби, расте бројот на корисници и се заедно расте? Да, растат бројот на интеракциите на дигиталните канали, се намалуваат и офлайн трансакции, меѓутоа не со тој интензитет како што растеме во поглед на дигиталните интеракции, односно интеракциите на тие дигитални канали. Така што порастот е енормен, меѓутоа падот или намалувањето на овој жив контакт е многу поблаг во однос на другата ситуација. Едноставно, луѓето за одреден тип на потешкоти сакаат да разговараат со жив човек и сакаат да разговараат со некој што има пулс. Правевме баш едно истражување повеќе интерно, затоа што забележуваме дека кога корисникот има техничка потешкотија, нема телевизија или нема интернет дома, тогаш и не практикува многу да се обрати на дигитален канал за да побара помош, да погледне видео туторијал или да го праша Славчо како да му го среди проблемот. Едноставно веднаш посегнува по телефон и сака агент за техничка поддршка.
А може би во минатото ние немавме толку автоматизирани и дигитализирани канали преку кои што корисникот ќе може да добие степ бај степ сапорт за да реши некоја потешкотија, пример со интернетот дома или со телевизијата. Сега ги имаме, овозможени се, например четботот Славчо прави целосен траблшутинг за потешкотија со фиксни услуги. Меѓутоа, каналот преку кој што корисниците ги средуваат овие потешкоти е Life Agent, односно... Дали може би тука вистинскиот предизвик е начинот на изразување, пошто ја може би имам проблем, ама не знам како да го опишам, не знам како да го најдам во базата на поdatоци. Значи и вие користите еден тип на формулација на изразување. Јас не сум писмен дигитално, не сум писмен технички и најлесно ми е сега на телефон и со своји зборови да објаснам што ми е проблем, или уште подобро да ме води нели човек жив од другата страна да ме праша светка ли тоа, не светка, што ви се случи, како ви се случи, па на тој начин да... Затоа што спомнав дека техничките потешкоти најчесто ги средуваат агенти за техничка поддршка. Сакавме и направивме една подлабока анализа да видиме каков тип на корисници се јавуваат или бараат жив агент. Меѓутоа не најдовме некој патерн дека тоа се постари генерации. Очигледно по-сигурни се луѓето кога ќе се обратат на агент со очекување дека веднаш ќе ми го среди, ќе ја среди потешкотијата. Така што тоа размислување е окей, меѓутоа треба да видиме каде треба ние да се подобриме или каде треба ние да ги подобриме тие дигитални алатки за да стекнат поголема доверба и корисниците да ги користат, особено во случај кога имаат техничка потешкотија. Од друга страна, кога имам преки на интернет, јас и немам како да пристапам на таа алатка за да му пишам на Славчо, например, за да ми го среди. Так. Добро, кој да речеме, ако веќе спомна алатки, каналите малце ги расчешловме, свативме дека можеби очекувањето е повозрастните дека почне да, ама гледаме дека во одредена сценарија тоа не е ситуација. Кои конкретни алатки, можеби раздвоени по канали или групирани заедно, ги користите позадински во работата? Значи каков тип најде, не мора по име и презиме алатките, него каков тип на алатки користите за да може да ги да речеме лесно пофатите сите можни проблеми, не само со внатрешните ваши системи, туку и со комуникацијата каде што нели корисниците се обидуваат да ве најдат. На страна на агенти за поддршка имаме централен систем со податоци за корисниците каде што гледаме и провиженинг, како им се провизионирани услугите кои што ги користат, прашања поврзани со сметки и слично. И исто така имаме централен систем кој што прави автоматска диагностика на евентуална техничка потешкотија на корисникот. Доволно е значи само да го отвориме конкретниот корисник во системот за да добиеме насоки што треба да направиме, како да постапиме или каде е потешкотијата, дали е мрежна потешкотија, дали е потешкотија со провизионирање на системи. Ова зборам на страна на агенти за поддршка и исто така во дигиталните алатки се интегрирани со овие системи кои што ги спомнав, каде што исто корисникот кога пристапува дали на мојот А1, дали кај Славчо со внес или со идентификација, влече, односно добива информација, добива диагностика, добива информација која што е поврзана со прашањето што го поставува или пак добива насоки како да ја среди потешкотијата која што корисникот ја има. Меѓутоа сите тие интеракции да имаме во предвид дека не секогаш можат до крај да ги завршат корисниците на дигиталните алатки. Значи на крај секогаш е живиот агент кој што е тука да ја реши најкомплексната ситуација, така што сите тие интеракции ги имаме во еден omnichannel tool систем во кој што се прави всушност и хендоверот од дигитална алатка кон агент за поддршка. На едно место можеме да видиме дали корисникот разговарал или правил интеракција на мобилната апликација, дали разговарал со Славчо или разговарал, например, со агент во продажен салон. И ја гледате историјата и веднаш кога некој... на историјата веќе знам која е очекувањето или кое би било прашањето на корисникот
или гледам како можам да му помогнам затоа што веќе има воспоставен контакт претходно. Дали од кога почнавте да ги обединувате овие канали, од кога почнавте да ја водите евиденцијата на различни канали на едно место, осетивте зголемен број на, да речеме, корисници кои што се задоволни од овој тип на услуга, кои што реагираат позитивно, кои ќе сватат дека не треба да одново да раскажуваат целата приказна, целата историја, па како последните 6 месеци они 6 пати ви се јавиле или ви пишале и така натаму. Тоа многу ги фрустрираше на времето корисниците кога ќе добиеш агент за поддршка на трет повик и треба одново се да раскаже. Да, имаме историја на претходни контакти. Мислам дека имаше многу позитивен фидбек од корисниците затоа што нема потреба да го прераскажува истото низ кое што поминал или со што се соочил. Иако имало интересни ситуации, корисници кои што разговарале со одреден агент на Facebook, па го бараат при повик во контакт центар или при посета во салон. Ние на Facebook го изложивме и Славчо, каде што разговара со корисниците. Меѓутоа, во прво време, интересно беше што корисниците не беа свесни дека тоа е робот. Па имавме повици после разговорот со Славчо, каде што во контакт центар бараа да разговараат со него. Вие жива среќа имате Славчо во контакт центар? Повеќе немаме, имавме Славчо во контакт центар. Меѓутоа, го променивме тоа флоу што го кажува Славчо да потенцира дека сепак сум робот. Така што да, одлично е една страна на корисник да нема потреба да повторно губи време да прераскажува, меѓутоа нашата цел е и да нема потреба корисникот по втор пат и по трет пат да се јавува, туку да му ја дадеме информацијата или да му го средиме прашањето, потешкотијата што има уште при првиот контакт на било кој канал, независно дали дигитален или пак со лайф агент. Сакам да зборуваме за Славчо, ама ќе го оставам тоа, тие прашања, серија на прашања веднаш после ова прашање, затоа што сакам уште малце за луѓето да зборуваме. Потенциравме како се промени и односот на комуникација кон крајни корисници, како воведувате нови алатки, идеализација, канали, omnichannel и така натаму. Како се промени улогите на луѓето во тимот внатре, значи вештините на тие вработени, нивната позиција, нивното, да речеме, знаење, надградба, прифаќање на сите овие работи за да може да одговорат на овие потреби, пошто сепак зад тие канали стојат луѓе. Да. Како што спомнав и на почетокот во дискусијата колку корисниците ги прифаќаат дигиталните канали за комуникација, исто одредена резерва постоеше и на страна и постои на страна и на вработените, затоа што стравот дека еден ден роботи ќе не заменат можеби до некаде и оправдан. Меѓутоа, целта во целиот тој процес на дигитална трансформација, особено во делот на грижа за корисници, не беше и не е да намалиме вработени, но е да намалиме луѓе кои што вршат репетитивни работи или вршат многу монотони работи, односно да им овозможиме на луѓето да се апскилаат, да учат нешто повеќе, и да се насочат на некои поинтересни сфери каде што е многу битна нивната креативност, каде што е многу побитен и потребно е повеќе се вклучи човечкиот ум и можностите кои што ги носиме ние како луѓе. Така што и сликата се измени. Ако спомнав пред 10 години кога јас почнав како агент за поддршка, контакт центарот беше една голема група на луѓе кои што одговараа 24/7 на повици. Денеска сликата е изменета. Можеби Славчо, можеби мобилната апликација или другите канали, нашата веб страна каде што исто имаме дел за поддршка на корисници, доведоа до намалување на тие живи интеракции со корисници. Меѓутоа, ние луѓето или вработените ги насочивме кон едукација и кон усовршување на нивното знаење или кон конкретни други сфери во кои што сега во моментов работат. Пред 10 години имавме само агенти во контакт центар кои што одговараат на повици, меѓутоа денеска сликата е поинаква. Денеска имаме агенти кои што се одговорни за Славчо, агенти кои што се одговорни за социјални медиуми, денеска имаме дата аналисти во контакт центар. Така што навистина се промени сликата. Имаме луѓе кои што работат во виртуелна продавница.
можностите се отвораат и дигиталната трансформација тоа го овозможува, значи да се пренасочиме кон други сфери, а се намалија агенти кои што одговараат или вршат репетитивни активности. Славчо. Кој го учи Славчо? Иако се само што ми одговори на прашањето, а си го замислив онака дали само таа екипа го учи Славчо? Како учи Славчо? Ајде да. Имаш интересно прашање интерно кога го лончавме продуктот, а кој е сега агентот што одговара како Славчо? Немаме агент што одговара како Славчо, значи Славчо е робот. Учи самиот врз база на стекнато искуство и стекнато знаење. Онаму каде што Славчо нема доволно знаење, тогаш прави трансфер на таа конверзација кон агент за онлайн поддршка. Така што процесот на учење не е така едноставен, ниту пак беше едноставен процесот на креирање на овој робот. Почнавме со многу едноставно сценарио, за да видиме и да опипаме пулс како ќе реагираат и корисниците на ваква алатка. Беше навистина одлично прифатен. После тоа го променивме скопот, односно се насочивме да овозможиме целосна грижа за корисници на овој канал, така што имаме база на знаење врз која што се темели четботот, а таа база на знаење содржи информации за продуктите и услугите, сценарија за решавање на технички потешкоти, меѓутоа имаме интеграција со наши системи, од каде што самиот Славчо зема информација за сметки, за пакети, можност на корисниците да активираат услуги и така натаму. И од друга страна спомнав дека учи врз стекнатото искуство и стекнатите разговори претходно со нашите корисници и сам расудува, меѓутоа се случува да нема одговор на одредено прашање и да го префрли на агент. Да, моето само прашање е, пошто верувам дека позитивните сценарии се многу почести. Каде најчесто греши сега во моментов или каде грешеше на почетокот или низ фазите на развој Славчо? Каде што да речеме имавте некој момент на чекай сега да го решиме ова. Греши и сега, грешеше и на почетокот и тоа го кажувам, треба да сме свесни дека ова робот. Она што е интересно е Славчо изложен на различни канали, кај на нашата веб страна, на Facebook Messenger и на Viber. Интересно е тоа што мериме и корисничко задоволство од Славчо на сите овие канали, каде што во принцип дигиталните канали имаат позитивен Touchpoint NPS. Тоа е индикатор за задоволство на корисникот од користењето на каналот и добината информација на тој канал. Меѓутоа, во очи ни падна што висок е тој скор на веб страната, меѓутоа е значително понизок на Facebook Messenger. Затоа што предходно, пред да го ставиме Славчо на овој канал, разговараше лайф агент, значи агент за поддршка директно со корисник. Корисниците стекнаа навика на Facebook, штом се обраќаат на нашиот канал на Messenger, во една реченица да го опишат целиот проблем. Значи да раскажат се што ги мачи во една реченица. Славчо не е подготвен да ги пофаќа сите тие работи во таа една реченица, имаш тука стоп момент, па идеме чекор по чекор. И кога веќе Славчо почнува да те прашува, не те остава ти да раскажеш што ти е проблемот, тоа ги фрустрира корисниците. Свесни сме за ова, бараме начин да видиме како да го подобриме Славчо на Messenger, додека на Viber и на веб е многу позитивен фидбекот. Меѓутоа, прашањето е каков профил на корисници доаѓаат на Facebook, дали тоа се корисниците кои што имаат потешкоти, па го користат овој канал. Тоа пробуваме да најдеме некоја логика и патерн, меѓутоа од друга страна треба да го подобриме знаењето на Славчо. Позадински Славчо е истиот алгоритам кој што функционира на сите три канали во исто време, така значи не се разликува, не се адаптира Славчо врз основа на каналот посебно. Точно, иако малку е променето тоа флоу на Facebook, за малку подетално да објасниме дека тука
разговараат корисниците со робот. Меѓутоа, да, истиот алгоритам е изложен само на различни канали. Колку често, да речеме сега во споредба на почеток, представам тогаш многу почесто, корисниците се обидувале да го надмудрат, да си играат, да си експериментираат? Во почеток беше тоа многу чест случај, пробува да разговараат, да условно кажано да го реметат или да разговараат на дијалект. Добро се снаоѓаше во тој период, имаше баш супер фидбек кај корисниците. Денеска малку е поинаку, односно веќе го користат како дигитален асистент кој што им дава помош и поддршка за прашањата кои што им се потребни. Она што е многу интересно е дека во периодите на лонч, значи првично кога го пуштивме како препорака за мобилен телефон, како Phone Advisor, после тоа го променивме скопот и сега е целосен агент за поддршка. Имавме големи пикови на посети, меѓутоа после тоа она што нас ни е импресивно е дека не се намалија бројот на интеракции. Значи корисниците го прифатија овој канал и го користат за да добијат одредена информација. Најмногу се користи од корисници на мобилна телефонија за прашања поврзани со тарифи и со дополнителни услуги. Меѓутоа, јас спомнав техничка поддршка сакаат корисниците жив човек, меѓутоа околу 3000 интеракции месечно се поврзани со помош за користење на фиксни услуги, што не е мала бројка воопшто. Исто така, кога одевме во развој на овие дигитални канали, сакавме да го направиме да биде толку смут за корисник да не осети промена во неговиот експириенс и на било кој канал корисникот да се обрати да добие ист пристап. Што значи дека она што е достапно на мобилната апликација е достапно и на говорниот автомат во контакт центар, е достапно и на Славчо. И обратно. Така што истите информации корисникот може да ги добие на сите дигитални алатки, едноставно изборот е негов дали сака да четува или сака да клика низ мобилна апликација, например. Имам уште две прашања. Едното ќе го оставам за крај, така малце визионерско, да видиме колку сте оптимисти. А другото е, нели, зборуваме за дигитализација, зборуваме за дигитална трансформација. Јас малку на почетокот ја чепнав таа тема, пошто зборуваме за корисничко искуство и за грижа на корисници како една од централните теми на таа дигитална трансформација. Која е позицијата, која е улогата на грижата за корисници во рамките на таа целокупна стратегија за дигитална трансформација на А1 како компанија? Можам да кажам дека грижата за корисници има централно место во делот на тамошниот или стратегијата за натамошниот развој на компанијата, затоа што сите активности и целата визија во однос на тамошниот развој се базира на и треба да се базира на тоа што го очекуваат корисниците. Затоа што грижата за корисници има централна улога во одлуката на корисникот дали ќе остане со нас или ќе замине од компанијата, ќе замине во конкуренција. Дури околу на едно истражување последно што гледав е дека околу 90% од корисниците кои што се задоволни од корисничката поддршка одговориле дека одлична корисничка поддршка ќе ги задржи да останат во компанијата и дека ќе продолжат или ќе го зголемат портфолиото на услуги кои што го користат од таа компанија. Од друга страна, грижата за корисници се менува како што се менува и целата индустрија и технолошкиот развој доведува до развој. Нашата стратегија е да овозможиме на корисниците дигитално искуство преку кое што ќе можат веднаш да добијат одговор и поддршка за секое прашање или секоја потреба која што имаат, е поврзана со услугите кои што ги користат. Предпоставувам дека грижата за корисници е императив и на сите компании денес, не само во делот на телекомуникациите, затоа што и на самиот почеток спомнав, токму грижата за корисници е она што ги диференцира компаниите на маркетот. Супер, ми се намеси за последното прашање. Сведоци сме на бројни компании, особено дигитални компании, глобални компании,
најчесто за мене најинтересни се оние или third party сервиси, некакви дигитални сервиси или хостинг компании, кои што треба да поминеш 17 чекори дека стигнеш до интеракција еден на еден. Не дај Боже телефон да сакаш да дигнеш, да сјаеш. Значи Facebook ни е као главен пример, или Google или било кој хостинг компанија. Значи, нели имаш база на знаење, па имаш прашања, па имаш нели тикет да отвориш, па ако не кеш тикет на крај имаш некаков лайв чат, па лайв чат можеби некој од нив ќе ти даде и телефон. Што мислиш, кога македонскиот пазар ќе биде спремен да му поставиме таква пречка на корисникот да не може да стигне до лайфчат така едноставно и да не може да се јави на телефон? Мислам дека сме далеку од тоа, ама и не знам колку е правилен тој approach, тој пристап дека не треба корисникот да добие жив човек. Некогаш навистина сакам да разговарам со агент за поддршка на пример. Меѓутоа од друга страна па короната покажа некои интересни моменти. Еви во нашиот случај, тоа беше март, мислам, кога почна пандемијата, луѓето преку ноќ се навикнаа онлайн да плаќаат. Ние имаме огромен скок на онлайн плаќањата. Во минатата година исто ја вклучивме, ја отворивме првата виртуелна продавница, нашиот лайв шоп, каде што имаме и ден денес, значи не само во период на корона, туку и сега околу 150 корисници што на ден ги користат услугите од виртуелната продавница. Значи невозможно да се сменат навиките на луѓето. Меѓутоа не сакаме да направиме драстична промена и не верувам дека таква драстична промена ќе даде позитивен резултат. Таа едукација на корисниците бара време и бара трпение да корисникот да му ја доближиме, да му ги доближиме предностите на овие дигитални алатки и да го, условно кажано, навлечеме да ги користи и понатаму. Да го нема тој страв што го има сега, кај ќе се снајдам во оваа база на знаење, кај ќе ја добијам информацијата на веб сега и слично. Само да се надеваме дека одлуката за следниот бран масовен за дигитализација и користење на дигитални услуги нема да биде пандемија. Него ќе биде нешто далеку по-позитивно и по-добро за сите нас. Борче, јас ти благодарам многу за муабетот. Јас уживав во муабетот, особено што да речеме низ времето сме имали доста искуство и доста сме биле во работата на удар на овие точки на комуникација. Многу добро знаеме како изгледа да се работи грижа за корисници и да се комуницира со корисници. Јас имам само да ти честитам за истрајноста и упорноста што имаш и за напредокот што го бележите во оваа сфера. Ти благодарам, Дарко. Да, овде завршуваме со оваа епизода на Комкаст и морам нормално, иако беше прилично очигледно тука од самиот Борче, да напоменам дека Комкаст и оваа сезона, односно овој special edition, посветен на дигитална трансформација, го реализираме во партнерство со Ајден, компанијата која што според мерењата на АЕК го има најбрзиот интернет во Македонија, односно на целата територија на Република Македонија. Ти благодарам уште еднаш, до некоја следна прилика. Се гледаме, поздрав. Поздрав. Му благодарам на Борче и благодарам на Ајден Македонија за безрезервната поддршка во реализирање на овој серијал на епизоди на Комкаст и се надам дека и вие еднакво уживавте како и јас во разговорот со Борче, особено во моментите кога онака баш без резерва, без задржување, најискрено ги споделуваше проблемите и предизвиците со кои што се очувале и нормално ситуациите во кои што требало да се адаптираат и да се навигнат. Тоа е дел од онаа транзиција, таа трансформација која што континуирано ние во фокус со овој серијал на Комкаст. Ако до сега не сте кликнале лайк, subscribe, направете го тоа сега, кликнете follow, listen или како да се вика копчето кое што гледате некаде околу аудио плееров или видео плеерот кој што ви е на екран, мал или голем, и нормално за 7 дена во следното издание Комкаст. Се гледаме.